Со нас утрово еден од најуспешните македонски кореографи, вистински амбасадор на современиот танц. Неговиот авторски потпис е препознаен и ценет на светските сцени, а зад него се бројни меѓународни успеси и представи што ја освојуваат публиката каде и да се изведуваат. Му велиме добро утро. Нашиот Игор Киров, нашиот, а светски како си? Светко е наш. Добро утро, поздрав до двајцата и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Добро, само што свежо дојден во Скопје и секој е добро кога си дома. Така, не секогаш и добро кога ќе дојдеш во македонската телевизија. Така е, да. Некако ја барам, и ти само да знаеш, пораставме во телевизија, тука сите овие студија се препознатливи за мене на тој начин во тоа време кога снимавме, кога работевме, така да македонска телевизија е куќето кој што од самиот старт е со мене во мојата кариера. Така. Имаше чест да го отвориш 40-тото издание на фестивалот Град театар во Будва со танцова представа која е инспирирана од познатата љубовна поема на Његош, Ноќ повредна од цел еден век. Што значеше тоа за тебе, ова дело, да се преточи во танц? Една многу голема инспирација, еден многу голем изазов да сето тоа го ставам од една љубовна поема, или ајде да кажеме еротска поема на Његош. Сите знаеме кој бил Његош и која е неговата функција во стварањето на црногорската држава култура. За еден владика да напише љубовна песма, знаеме дека тоа било во тоа време забрането, и самиот со себе има спалено не представата, не да Боже да е спалено представата, а песната да веќе после неговата смрт биде објавена таа песна, една песна која што по желба на Министерството за култура на Црна Гора, заедно со Будва Град театар, решија за 40-тото издание на отварањето на фестивалот да Његошовата песма Ноќ скупља века да се представи во танцова форма, а во копродукција со Битев театарот од Белград да го смогнеме тимот и да ја формираме представата, која што за моја голема радост успеа да постане хит на отварањето на фестивалот. Доста луѓе беа присутни, доста луѓе збореа за представа, доста добра критика и реакција на публиката, а самиот процес представуваше навистина задоволство, затоа што ни беше една голема разлика на креативност помеѓу претходната представа во Русија, која што беше тотално авангардна, абстрактна музика на Курт Вайл, кој што едноставно друг свет, значи друг пристап со играчи, а тука беа модерни играчи собрани од Народно позориште, од Битев театар, Театеразија се воедно, а една, ја би рекло, православна машка представа, затоа што сепак знае дека Његош бил владика и дека светот околу него се вртел, а една девојка внатре. Музиката ја пишуваше Ирена Поповиќ, драматургија на Ѓорѓе Косиќ, сценограф Весна Поповиќ, така да успеавме заеднички со уште тројца музичари на сцена да ја поставиме, да зборовите на Његош бидат представени или преточени во танц, во емоција, во покрет, кој што досега се нема десено. И за прв пат и во Србија, и во Црна Гора, и потешно во Црна Гора, представа која што, една танцова представа која што го сликува еден дел од животот или една начин на кој што Његош размислува тоа време да биде ставена во танцова форма. Оно што ме интересира е предизвикот кога се работи со литература и поезија, а тоа да се преслика во танц, каде што не се изговара ниту еден збор. Да се долови приказнат. Битев е еден авангарден театар, кој што секоја пантомима е излишна. Значи, доколку представата беше работена во Народно или во друга институција која што на некој начин можеби налага, траже, има потребата таа публика го иде тоа, но ние или јас успеав преку тие емоции кои што се многу посилни некој од текст, емоционално да биде изнесена представата надвор. Мислим да биде изнесена од телата на играчите, начинот заедно со големата поддршка на музиката која што беше, можам да кажам, прекрасна, која што сите нас, не само мене како кореограф, не возеше, не ми даваше инспирација да едноставно кога ќе влезеш, кога ќе стартира представата, те вози до самиот крај. Тоа остава без див. Така, за жал, не успеавме да ја довршиме до крај. Последните 6 минути моравме да прекинеме, знаете, open air, надворе. На 45 степени, колку што беше при 3 недели, баш тој ден, околу 6 кога
Невреме? Ветер. Отварањето каснеше скоро 3 сати, но публиката желна да го види тоа отварање, чекаше 3 сати скриене по кафаните, по рестораните, да веќе некаде околу 10:30, 15 до 11 тргнавме. И тргнавме, рековме, окей, има, можеме, но на крај само последното соло на Негош кога се качува на Цетиње. Тоа е. Тука, али представата, мислам, беше јасно сликата да се види што станува, мислам, во кој правец се движи, како е посложена, што сакав јас и целиот мој тим да покажеме со таа. Значи треба повторно да биде изведена. Ќе биде. Сигурно дека ќе биде. На 2 октомври е закажана белградска премиера затоа што е копродукција на Битев театарот, така да после успешното представување во затворен простор во театарот, затоа што е навистина една коморна представа, како што реков, со 10 играчи кои што и Битев театарот си го прави своето, мислам дека колку што беше успешницата пред стариот град во Будва, затоа што е камен, а представата е сценографијата е еден голем каменен годна карпа која се отвора на 9 мали карпи, кој што е представата тижен кој што Негош носа со себе додека е додека размислувал, додека го имал тоа искушение за да таа представа таа поема ја напише и ја стави на хартија. Твоите представи често се доживуваат и како визуелни спектакли, што е најважно за тебе? Техниката, емоцијата или пак приказната? Све. И се заедно. Се заедно зависи од за која представа. И музиката секако, тука ќе Кај мене музиката дополниме. Музиката е многу клучен момент за инспирација за работа. Колку што музиката во претходната представа во Русија на Курт Вайл да Заубелнахт или Волшебната ноќ не ми представуваше инспирација, затоа што јас секогаш бирам музика која што е мелодична, која што е ритмична, која што ме вози, ги ја вози публиката, ја носи во некое патување. Тука го земав предизвикот затоа што сега се осеќам доволно зрел да влезам во некои води кои што можеби претходно никош не сум се носил затоа што не ми била инспирација. Секогаш барам музика која што ми е инспиративна или тематика или ако абстракција само да се послужи со музиката, но овој пат во Русија решив да го земам предизвикот. Имав скоро 3 месеци простор да изградам таа представа, каде што можам да си дам простор сами од себе, да можам да експериментирам, да тражам, да пронаоѓам што не ми свиѓа да вадам, така да музиката играчите се исто многу важен фактор во мојата представа, затоа што играчи кои што знаат да го следат кореографот е многу голем плюс или 90% од самата представа и се разбира, мојата имагинација заедно со светло, сценографија, костими, се комплет заедно, да. За тебе се бројни балетски кореографи, соработки со реномирани балетски театри ширум светот, од Соединетите Американски држави, Франција, па до Германија, Швајцарија, Италија, Кореја, Русија, ја споменавме. Тука секако е и Балканот, суседна Србија, Црна Гора и така натаму, Хрватска. Хрватска, никаде без Хрватска. Точно така. Кои од тие меѓународни соработки имаат оставено најголем белек во твојата кариера? Хрватска. Хрватска затоа што во Хрватска, додека бев директор на ХНК, на балетот, ја имав најголемата слобода. Што би се рекло, јас палев, јас гасев, затоа што јас знаев што можам со својот ансамбл да направам и што на сплитската публика или на хрватската публика можам да идоловам, а сепак да биде интересно и да привлечем публика. Во секоја друга компанија ти се ограничен временски. Влегуваш во компанија, ти го даваат простор и викат тоа е тоа, кога прифаќаш представата и тука си ограничен со седото. Но во Хрватска за сите 5 години мислам дека тука беше мојот најголем опус на креативност, на емоции да ја прераснам во еден позрел коreograf кој што ќе си даде самиот на себе предизвик за да можам да после издавањето од Хрватска мислам се уште дам, али после завршувањето на мандатот да можам да зимам или да се прифаќам на представи кои што можеби на прв пат претходно не би ги земал како инспирација за работа, но со самото искуство во Хрватска како директор, како куќен кореограф да се пуштам во тие води за да еве денеска после, значи од 22 до сега да се внесам во води или во предизвици кои што за мене лично представуваат голем предизвик. Така, таа слобода на еден уметник е навистина важна. Многу прашања имаме, ама јас би сакал некако вака и да сумираме, многу зборувавме за кореографии широм на светов. Македонија не ја спомнуваме, 10 години колку што имаме некоја статистика.
Немаш ништо направено. Нема, последната... Зошто, која е причината? Па, последната високобуџетна представа беше 2016, Црвената соба, и од тогаш па до сега, не станува збор за Ајде беше на нискобуџетна представа направена со многу минимален труд внатре. Така, да, минатата година, предходната година. представена во... Вака е, мислам дека Македонија сама по себе или македонска танцова сцена или институцијата која што би требало да стаби во контакт со мене се на толку едно големо завидно ниво во современиот танц, кој што бајдове цела година нема ни една модерна представа, тоа е националната опера и балет. Така да јас сам со себе не можам ништо. Имате таму нарушени односи? Не, или... немам едноставно или едноставно нема никој да се јави? Нема никој да се потреба, јави, нема така? никој, нема ни од страна на министерство, некој да каже чекај, таму си, ваму си, дај да поразговараме, да видиме што би можел ти со целото твое искуство да допринесе за развитието на македонската танцова сцена. Не, тоа не постои кај нас затоа што постои тај наш македонски синдром да се самоуништуваме. И тоа си со генерации, мислам ке се продолжи и натаму да сум јас жив и здрав. Веќе тоа е заборавив на тие ствари, можеби затоа што 10 години се надал дека можеби некој ќе му текне да се сети да направи нешто или да ме повика, така да сум ја жив и здрав. Пред мене имам уште цела сезона. Сезоната едната заврши, втората почнува сега, друга сезона ми почнува, така да Ќе му текне на некој. Не, ако му текне да можеби нешто да ќе се смена, да. Сигурно ќе му текне. Мене ми е важно да треба јас креирам. инспирација за современ танц, можеби затоа што класичниот балет кај нас има публика и секако театрите се полни, односно представите се на вистина класичен посетени. балет го немаат на репертуарот годинава. И тој има трчи представа. А за една национална институција која што е од една национална институција да немаш еднашка месечно, некош не еднашка во месец да немаш представа, малку треба да се запрошат луѓето кои што е водат таа институција или тие што им дават позицијата, зашто една национална институција. Зборуваме за современиот танц, Да. И за класиката иста ситуација. Имаме минута, што следува? Следува, реков им премиерата во Белград, потоа почнува нова представа во Словенија крај на октомври. Хотел Европа, музика на наш именитен композитор, која ќе финишираме стварите, сега сме преговорили сето тоа. Здравје Боже, од почеток на март почнувам еден многу голем предизвик за мене, тоа е Роми и Јулија на Прокопиев во Народно позориште во Белград. Премиерата е закажана почеток на јуни и тоа ќе биде уште поголем предизвик, затоа што ставна збор за една двочинка, 2 сати, целовечерен балет и моја четврта представа во Белград. Значи ја направив повеќе представи во Белград колку дома. И крај на јуни заминувам пак во Русија, во Академијата на Борис Ефрем, каде што премиерата ми е закажана за 27 јули. Значи сега сме за 28 мислам сега, да. Значи за година дена. Ни го кажа репертуарот. Одлично, Те чекаме, верувам дека нема да биде тоа година дена, многу порано за да си поприкажеме нели за се она што. Фала на поканата, секое добро, поздрав до сите гледачи и да се гледаме само за убави работи. Така е.